Уште во сабота ќе можат заинтересираните момчиња да се пријавуваат за учество во чинот на потопување на Светиот крст во водите на Кочанска река. Православните верници в недела на 19 јануари го празнуваат големиот христијански празник Богојавление Водици. Празник кој е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Во чест на празникот, традиционално во реките се потопува Светиот крст, а по него скокаат верници кои претходно се пријавени во црковните храмови. Во Кочанскиот црковен храм Свети Великомачани Ѓорги, Светиот крст ќе се потопува во Кочанска река кај мостот на градскиот парк, а чинот ќе биде извршен од страна на митрополитот Брегалнички Иларион. Светата православна црква во недела го чествува споменот на Христовото крштение, празник од големо значење за нас православните, бидејќи на овој ден нашиот Господ и Спасител Исус Христос е крстен во реката Јордан од страна на Светиот Јован Крстител и Претеча. Овој празник е народот исто така е познат и како Водици. Поради тоа во недела со почеток во 7 часот ќе има празнично утрено богослужение, Света Василиева литургија, а нели по традиција по завршувањето на литургијата свештенството заедно со верниот народ овде присутен, со литија ќе се упати до водите на Кочанската река кај градскиот парк, каде што нели по традиција ќе биде потопен честниот и животворен крст од страна на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господинот Иларион. Потопувањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со неговото потопување водите се осветуваат и стануваат лековити. Најсреќниот кој ќе го фати крстот од православниот храм ќе добие подарок Библија, а други поголеми подароци и годинава ќе нема, со цел на чинот на потопување да му се даде христијанска димензија, а не да се учествува заради подароци. Со завршувањето на овој голем христијански празник завршуваат така наречените некрстени денови. Ден пред големиот христијански празник Богојавление Водици, на празникот наречен Водокрст, секоја година се извршува голем богојавленски водосвет. Во Кочанската црква на Водици ќе биде отслужена утрена со литургија која ќе започне во 8 часот и 30 минути. По незиното завршување традиционално ќе има лицитација на икони, пошто со литија сите верници ќе се упатат на мостот кај паркот, каде во водите на Кочанска река ќе биде извршен чинот на потопување на крстот. На литургијата в недела на 19 јануари во Кочанската црква ќе пее хорот при Лесновскиот манастир Света Лидија Македонска. И во Виница по повод празникот Богојавление Водици в недела ќе се изврши богојавленски водосвет и ќе се положи Светиот крст во осветените води. Во Виница чинот на полагање на Светиот крст ќе се изврши во водите на Виничка река, кај местото викано Ширината, со почеток во 10 часот и 30 минути. Во останатите населени места распоредот е следниот: Свети пророк Ирија во село Блатец 9:30, Свети Јоаким Осоговски во село Јакимово во 10 часот, Света Богородица во село Драгобраште 9:30, Света Троица село Трсино во 12 часот, Света Петка и Стибања 10:30, Свети Јован Крстител во село Лески 8:30 часот, Свети пророк Илија село Градец 12 часот, Рождество на Пресвета Богородица село Пеклани во 8 часот, Свето Вознесение Христово Липец 12 часот.